во вклучување на лице место ќе го најавиме утрешниот настан на Филозофскиот факултет. Имено станува збор за Македонското научно здружение за аутизам, кое во текот на утрешниот ден ќе одбележи 25 години од своето постоење. Тие 25 години им значат навистина посветена работа, едукација и поддршка за лицата со аутизам и нивните семејства. Нешто повеќе за самото здружение, но воедно и за настанот кој што се одржува утре на Филозофскиот факултет, ќе слушнеме нешто повеќе од мојот денешен гостин, господин професор Владимир Трајковски. Добро утро и добро дојдовте во утринската. Добро утро на вас и добро утро на сите гледачи на утринската програма на Телма телевизија. Главниот фокус ни е дека ќе одбележите 25 години од самото здружение. За каков настан станува збор, односно како ќе ги прославите овие 25 години? Да, токму така во најавата, вие одлично кажавте, 25 години, четврт век, една посветена работа, што се вели деноноќно. Навистина ни значи овој голем јубилеј. Обично не славиме родендени, но овој пат решивме малку поскромно така да го прославиме. Се работи за еден свечен настан кој што ќе го прославиме на Филозофскиот факултет во Скопје. За жал настанот е од затворен тип, само со покани, наши блиски соработници, членови на здружението, родители, деца со аутизам. Значи ќе има во програмата покрај говорот кој што јас ќе направам еден пресек на целокупната работа, две колешки од здружението кои што ќе ги прикажат нашите проекти во последните 10 години, главно меѓународни. Исто така една другата колешка која што е вработена во Министерството за образование и наука ќе даде пресек на состојбата со инклузија за децата со аутистичен спектар во нашата држава. Потоа следува една од точките во програмата ќе биде деца со аутистичен спектар кои што ќе се представат со свој едно дете ќе испее песната Мојата Македонија од Давид Темелков, потоа друго дете ќе изрецитира една стихотворба и имаме исто така изложба која што ќе биде поставена во холот на девојче со аутистичен спектар кој што одлично црта. Така што ќе биде полна програмата, ќе имаме видео, преку видео приказ од 6 минути ќе ги прикажеме главните настани кои што ни се случувале во овие 25 години. И ете така еден инклузивен настан за одбрана група на луѓе, наши, како што кажав, блиски луѓе кои што навистина ни давале поддршка во сите овие изминати 25 години. Се формиравме кон крајот на минатиот милениум, а сметаме дека успешно чекориме во овој нов милениум. Што значи за вас самата ова годишнина, но воедно и за здруженијето? Да, оваа годишнина наша значи доказ за сето она што го вложивме како труд сите ние што сме активно вклучени во самото здружение. Значи доказ за нашата посветена работа дека навистина во делот на едукацијата и во делот на научните истражувања сме сториле многу. Ако се има предвид дека во 2000 година многу малку луѓе воопшто го знаеа зборот што представува аутизам, сега сметаме дека за овие 25 години и тоа како ја подигнавме свесноста за оваа проблематика, придонесовме кон ресорните министерства за здравство, за образование и наука и труд, сега поново социјална политика, демографија и млади, да ги сензибилизираме колку толку, иако сметаме дека уште има работа со нив, да кажеме, бидејќи според мои некои сознанија и она што го знам што се случува во западноевропските земји и во САД, се уште нашите авторитети не се на нивото потребно. Тоа го велат и самите родители, веројатно сте имале прилика да интервјуирате и родители на деца со аутистичен кои што не се задоволни од залагањето на самата држава во однос на самата инклузија, во однос на вработувањето на возрастните лица со аутистичен спектар. И друго значење е секако дека ќе дадеме еден печат и осврт на целокупната работа до сегашна и еден вид на отчетност, она што јас секогаш го инсистирам, иако ние не сме владина, ние сме невладина организација, но ете ќе дадеме еден вид на отчетност према македонското општество.
И ве напоменавте дека навистина имате вложено труд во овие 25 години. Кој е оној најголем успех според вас кој го постигнало самото здружение или пак кој успех би сакале да го постигне самото здружение во иднина? Да, одлично прашање. Па добро, не би издвоил еден, повеќе успеси. Тука имаме, например, организирано 5 меѓународни семинари со врвни експерти, 6 конференции организирано во последните 5 години, од кои 3 беа пандемиски, околу 50 на вебинари со врвни аутизмолози од САД и од Европската Унија, на кој што стотици има гости, млади колешки и колеги, едуцирано родители кои што ги следеле тие вебинари. Понатаму сметаме дека го подигнавме нивото преку наше индиректно влијание врз креаторите на политиките, го подигнавме нивото за инклузивност и на еден начин го сензитивизиравме општеството да полесно ги прифати. Иако и морам да кажам, не е на некое врвно ниво, но сепак до 2000 година и од 2000 до сега 2025 има огромна разлика во смисол на тоа дека можам да напоменам еден пример, од конкретен пример кога го започнав докторатот 99 година и кога се јави во еден центар, сега нема да споменам градот, за социјална работа, таму вработените воопшто и не знаеа, сметаа дека е тоа шизофренија, не знаеа што е аутизам, така што сметаме дека тука постигнавме многу успеси, постигнавме успеси во меѓународната соработка со мноштво на Еразмус плюс проекти од КОС програмата на Европската Унија, размена на искуства и идеи, доведовме врвни експерти, исто така ние сме често гости на меѓународни конференции, понекогаш и со воведни предавања, со keynote, клучни предавања, како што ги велат англичаните. Исто така, вредно е да напоменам дека имаме повеќе од 60 трудови објавено што го третираат аутистичниот спектар, а од кои што едно 15-тина се во оние високо рангирани списанија со фактор на влијание или попознатиот импакт фактор. Така што тоа е само еден мал дел од лепезата која што секако утре гостите, а потоа и на нашиот YouTube канал ќе биде поставено видеото со нашите достигнувања, со сето она што сме го направиле, а секако дека никогаш не се задоволуваме со она што е направено, може и повеќе, и во иднина имаме и други планови кои што се надевам дека ќе успееме да ги реализираме, особено во делот на вработувањето на возрастните лица, бидејќи тука сметаме дека главните авторитети се уште и работодавачите, како во приватниот сектор, така и во државниот сектор, немаат сенс за вработување на лица со аутизам. Уште сметаат дека тие не се работоспособни, но има доста од лицата со аутистичен спектар на нарушување кои што можат дури и повеќе да придонесат во процесот на работа, дури да надминат на 8-часовна норма, повеќе од невротипичната популација. Бидејќи тие се фокусираат на една работа и кога, особено ако е таа репетитивна повторувачка работа, тука може да постигнат и подобри резултати од некое лице што го нарекуваме невротипично. На самиот крај, напоменавте во текот на разговорот дека пред 25 години луѓето не ни знаеле што значи зборот аутизам, дури во некое здружение од друг град не го напоменавте градот, односно Центар за социјална работа, да. Иако е смената таа перцепција, каква е денеска навистина перцепцијата? Општествената перцепција? Да, општествената перцепција е сменета доста. Тоа особено сум благодарен на вас, новинарите, и на сите медиуми, не само електронски, и печатени медиуми и порталите, кои што во последните години, особено редовно известуваат за нашите активности и за активности на некои други помлади здруженија кои што се занимаваат со оваа проблематика.
Општата перцепција исто така помалку, многу најспоро, како што кажав, расте во нашите министерства, но и таму има придвижување. Например, овде би го пофалил потегот од пред неколку години за воведување на задолжително на образовен асистент кај оние деца кои што навистина имаат потреба. Порано родителите тоа го плаќаа од своји лични средства, сега државата тоа го прави. Општествената перцепција секако е подобрена и во самата општа популација. Се уште среќаваме некои по социјалните медиуми, среќаваме одредени испади на деца кои што се, така речи, невротипични, но се уште не се добро подготвени од нивните родители дека треба да ги прифатат овие деца, да не им извршуваат булинг, исмевање, да не се изживуваат врз децата со аутистичен спектар. Тука мислам дека многу треба да работат наставниците во училиштата заедно со невротипичните родители на оние родителски средби, каде што мора да ги подготват за прифаќање. Значи, ние веќе во нашето здружение не говориме толку за свесноста, бидејќи сметаме дека со уште настаното 2011 на 2 април, кога први во Македонија го обележавме меѓународниот ден на лицата со аутизам, сметаме дека тогаш беше тој збор адекватен, но сега повеќе за нас битно прифаќањето и подобрувањето на квалитетот на живење на оваа популација. Ние мораме да работиме да имаат еден достоинствен живот, еден квалитет, да може да се тие што се работоспособни да си остваруваат приходи за себе и така да не бидат на економски терет на државата. Благодарам многу за одвоеното време и навистина ми беше драго за овој утрински разговор. Благодарам ја вам што први го озваничивте и го најавивте овој наш утрешен настан. Благодарам уште еднаш. Говоревме по повод утрешниот настан кој што се одржува на Филозофскиот факултет и имено е одбележување на 25 години од постоењето на Македонското научно здружение за аутизам. Во ова вклучување на лице место, освен тоа што напоменавме детали за настанот, односно самата програма, исто така верувам дека и детално објаснивме самата перцепција која што односно самата општествена перцепција која што била пред 25 години и сега, но исто така и за сета на работа, едукација, истражување и поддршка од страна на ова здружение кон лицата со аутизам.